Денес на Велики петок, браќа и сестри, размислувам што да проповедам пред вас. Зашто денес тишината најдобро зборува. Не можам подобар збор да кажам од тоа што тишината ви го кажува, а тишината пред крстот да се поклоните и пред гробот Господов има ли позначено за човека у тоа? Учествува, значи, во крстот Господов. Затоа ги гледам малите деца и се радувам како поминуваат под гробот Христов. Тоа значи да ги учиме ние возрастните, дека не е возможно воскресение без да поменеш низ крстот Христов, а тоа значи низ гробот Него. Зато поминуваме низ гробот Него, за да земеме благослов за живот вечен. Тоа денеска го добиваме сите кои учествуваме во овие неповторливи богослужења на Велики четврток и на Велики петок. Затоа што се тие богослужења кои го осмислуваат светот, не осмислуваат прво нас кои учествуваме во нив, затоа што ни даваат насока како да се движиме низ животот. Сакаш воскресение, не можеш без крст тоа. Ако Христос, нашиот Бог, кој немаше потреба никаква ни од крст, ни од страдање, дојде заради нас и нашето спасение, да го направи тоа и да го прими животворниот крст, од кој произлегува живот вечен, тогаш наше е само да го прифатиме тој крст, да живееме со тој крст, не со Христовиот. Ние тешко ќе можеме да го поднесиме нашиот крст, а камоли Христовиот. Тежок е Христовиот крст и претежок. Само да замислиме дека ништо не му беше неопходно како Бог. А дојде како Бог да прими тело човечко и да биде раскон така. Тоа може да го замисли човеков ум. Може веќе го замисли, ама никако не може да го оправда и да го свати. Ама како Бог, заради нас, заради мене, заради тебе, го направи тоа невозможното, што човек никогаш не го направи. Ниту мајка за своите деца, тешко дека би го направила. А тој го направи за мене и за тебе. Навидум непознати во целата плејада на човештво кое е поминало низ земјата. Ете, затоа го сакаме, го почитуваме и го славиме овој ден, ден на крстот и на распетието кој не води за 3 дни во воскресението. Утре го викаме Велика сабота или прво воскресение, затоа што утре службата е воскресна, без разлика што ја почнуваме на невообичаен начин, со вечерна богослужба, сепак сите стихири во таа служба укажуваат на нешто невообичаено, а тоа е дека после крстот следи воскресение, што не беше воопшто обичај, навика, не беше дури можност пред Христос да дојде во овој свет. Но тој дојде за да ни го покаже невозможното, да ни покаже пат по кој треба ние да се движиме кон смислата на живот, а тоа е вечното постоење на сите нас. Ете таа милост, браќи и сестри, нека да обземе сите вас. Нека бидете дел од тој домострој Божи. Нека се развива во сите нас тој домострој, да бидеме слуги на слугата Божи, а тој е Господ Исус. Ако сме слуги Негови, тогаш ќе бидеме господари на самите себе.
Защото ќе знаеме како преку крстот да стигнеме до воскресение, на кој не научи Господ Исус Христос, нека му е слава во сите векови. Амин.